Погледнете ги овие мали животни. Колку се сладки и рундави. Но исто така ќе забележите дека тие се разликуваат едни од други, односно нивните особини варираат. Некои се кучиња, а некои мачиња. Има голем степен на варијација помеѓу видовите, но варијација постои и во рамките на ист вид. Едно куче е порунтаво од другото, и двете се со различна боја на крзното, а мачињата имаат различна боја на очите. Варијацијата е разлика во карактеристиките на единките во популацијата. Таа може да се должи на генетските разлики, на влијанието на животната средина или пак на комбинација од двете. Да почнеме со генетските разлики. Различни видови во една популација имаат различна ДНК, освен ако не се идентични близнаци. Ова значи дека тие имаат различни форми на гените, наречени алели. Единките со различни карактеристики имаат различни алели. Да го земеме за пример, генот за боја на очи. Ова маче има алели за сина боја на очи, додека пак ова маче има алели за кафеава боја на очи. При полово размножување, алелите од двата родители се комбинираат по случаен избор, со што се добива обемна генетска варијација во рамките на потомството. Поради ова, некои единки се подобро, а некои полошо генетски приспособени на нивната средина, при што природната селекција може да делува. Например, во една група стаорци, стаорците со подобар вид полесно ќе избегаат на грабливците и затоа поверојатно е да преживеат и преку размножувањето да ја пренесат оваа генетска предност на нивните потомства. Ако сакате да дознаете повеќе за природна селекција, погледнете го ова видео. Примери за генетски варијации кај луѓето се бојата на очите и крвната група. Ако имате крвна група А, значи имате алели за оваа карактеристика. Ова е генетска варијација која е наследна и не може да се промени. Некои варијации се должат на средината или на начинот на живот. Например, должината на вашата коса зависи од тоа каква фризура ви се допаѓа. Јазикот или дијалектот кој го зборувате зависи од местото на живење. Не сите имаме пирсинзи, тетоважи или лузни. Овие се карактеристики кои ги стекнувате во текот на животот. Многу карактеристики се должат на заемното делување на гените и на животната средина. Например, висината на едно лице е одредена од гените. Високите родители обично имаат високи деца. Но доколку детето не се храни здраво, неговиот раст ќе биде намален. Друг пример е интелигенцијата. Се уште не знаеме точно колку интелигенцијата е наследна, а колку зависи од квалитетот на образованието и од животната средина. Дали интелигенцијата повеќе зависи од природата или од грижата? За да одговорат на овие прашања, научниците изучуваат идентични близнаци. Доколку двата близнаци имаат исти карактеристики, овие карактеристики се веројатно генетски или наследни. Доколку двата близнаци се разликуваат во некоја карактеристика, тогаш таа карактеристика веројатно е одредена од животната средина. Например, идентични близнаци ќе имаат иста боја на очи, бидејќи бојата на очите е генетски определена. Но тие ќе имаат различни карактери, таленти, склоности и одбивности, и ова покажува дека тие се исто така под влијание на средината. Па така, во ова видео научивме за варијациите и како може да бидат контролирани од генетиката, од средината или од двете.